Без нервози ќе ве молам, јас колку повеќе ве слушам во собраниево, се повеќе си мислам дека јас да бев на вашето место би се срамела и не би се појавила на говорница. Видете сега, како поранешна председателка на Форумот на жени, како поранешна министерка за труд и социјална политика, како сегашна председателка на клубот на пратенички, требаше повеќе да направите за жените и да не би се појавила со ваков говор како вие што се појавивте денес. Еве само со неколку статистики ќе пробам да ви објаснам. Значи, пример, годишниот извештај за спроведување на напред 2025-2027, значи дополнително ја зацврстува оваа рамка, односно во делот на заштита на жените од насилство. И бидејќи еве не дојдовте на настанот на ОПСЕ, според ОПСЕ, поради проактивноста и оперативноста на институциите, поради унапредување на легислативата за заштита од насилство врз жени и девојчиња, сме предводници во регионот. Вас тоа ќе ви смета и ќе ви смета уште долго. Затоа што наместо да поддржувате Комисијата за еднакви можности на жените и мажите со работа во клубот на пратенички, вие ниту работите во клубот на пратенички, ниту па ја поддржувате комисијата. Затоа, значи имаме највисок степен на реализираност во делот на ненасилство и недискриминација, што директно се врзува за темата насилство. Друго, значи сите капитални инвестиции што оваа влада ги реализира има директно засегаат во подобрување на животот на жените и девојчињата. И сега следам. Амандмани не сте поднеле за Газибаба. Знаете зашто не сте поднеле? Затоа што 4 ветени градинки, 4 се направени. Дел од нив се прават. Затоа што се изгради културниот дом во Ченто. Затоа што се реконструираат 35 локални улици. Затоа што се градат спортски сали во Црешево и во Железара. Се гради фекална канализација и така натаму. Сето тоа допринесува за подобар живот на жените и девојчињата. Во делот за зголемена, значи во општиот дел се нагласува зголемена поддршка за социјални надоместоци, народни и кујни и деинституционализација. Значи, овие интервенции индиректно се поврзани со заштита на жени, мајки и други ранливи групи. Замислете, ние фокус го остави во Газибаба се стави на градинките за да се скратат оние листи на чекање долги, кои што ги исто така ги наследивме од вас. Ама да ве потсетам, во ваше време на владење како министерка, кажувавте, само преку мене да не кажувам што, жени од ВМРО ќе добијат лиценца. Колку години ги држевте да не полагаат за лиценца за во градинки? Ајде ќе ве молам. Тука кажете си, затоа ја ви велам дека јас би се срамела да излеза. И не би излегувала, малку да имаме достоинство. Еве да завршам бидејќи ми тече времето. Значи, инвестициите во образованието, инвестициите во социјалната политика, инвестициите во инфраструктурата, во болници и така натаму, се директно влијание има директно влијание на жените и девојчињата. Проектите што се спроведуваат во Министерството за внатрешни работи, борба против трговија со луѓе и легална миграција, всушност е повторно во подобрување на состојбата на жените. Проектите во Министерство за правда, како што е за човекови права, повторно има зголемување на средствата. Јас би сакала барем еден податок, јас што го кажав, да го побиете. Тогаш ќе ви верувам дека треба да стане тоа. Контрареплика, Јованка.